Почитувани представници на медиумите, македонска јавност, би сакал како председавач на Комисијата за финансирање и буџет да го најавам утрешното заседание на Комисијата на која што ќе се разгледува ребалансот на буџет за 2016 година и токму за ребалансот би сакал да ја кажам главните параметри или главните измени од планираниот буџет за 2016 година. Во услови на длабока политичка криза, со ребалансот на буџет се предвидува намалување на растот на бруто домашниот производ од 4% на 2,3%. И со овој раст што се предвидува да заврши 2016 година, Република Македонија се уште се вклопува во државите кои што имаат највисок раст на бруто домашниот производ или во 15 држави во Европа во кои што бруто домашниот производ е се уште на исклучително високо ниво. Имаме одредени намалувања во делот на приходната страна, иако се предвидува данокот на добивка да го надмине предвидувањата од буџетот за 2016 година и социјалните придонеси исто така да остварат исклучително високо ниво на прибирање. Од друга страна, на расходната страна, исто така имаме зголемување, особено во делот на, односно намалување на расходната страна, особено во делот на стоки и услуги и плати и наемнини. Капиталните инвестиции ќе останат на исклучително високо ниво и сакам да кажам пред македонската јавност дека сите предвидени проекти за 2016 година ќе продолжат понатака да се реализираат, но со малку по забавена динамика. Исто така многу е важно за македонските граѓани, за административците, за пензионерите, за земјоделците, дека сите предвидени средства за плати, за пензии, за субвенции ќе бидат или ќе останат во ребалансот на буџет за 2016 година. Дополнително за одредени капитални инвестиции се предвидуваат дополнителни средства. Или главните поенти кои што треба да бидат обезбедени со донесувањето на овој ребаланс се следните. Значи се ревидираат приходната страна на буџетот за 2% подолу, согласно остварувањата во првите 5 месеци од годината. Се врши реалокација на средства помеѓу буџетските корисници наменети за исплата на плати. Се врши обезбедување на дополнителни средства за фондот за пензиско и инвалидско осигурување со цел непречена исплата на пензии. Се врши намалување на одредени позиции кај буџетски корисници, кај кои е евидентирана забавена динамика на реализација, особено заради закажаните избори на 24 април и 5 јуни и особено заради изборниот законник кој што има рестриктивни мерки во делот на спроведување на или реализација на овие капитални расходи. Дополнително се предвидуваат постигнувања на одредени заштеди. Се обезбедуваат дополнителни средства за проекти кои што се од исклучително или капитално значење за Република Македонија, како што е националниот гасовод, согласно динамиките и активностите, и се обезбедуваат дополнителни средства од 6 милиони евра за изградба на коридор 10, односно Демиркапија Смоквица. Би сакал на крајот да истакнам дека макроекономските параметри и со овој ребаланс на буџет ќе останат на стабилно ниво, девизните резерви ќе бидат и на крајот од 2016 година над 2 милијарди евра, со што ќе се обезбеди 4-месечна увозна зависност. Државниот долг ќе остане на висина од некаде 36%, а јавниот долг во моментот изнесува 45%, со што Република Македонија, согласно Мастрихтските критериуми, се уште се вбројува во земји со умерена или ниска задолженост. Би сакал да апелирам особено до опозицијата да се врати што побрзо во парламентот, да се постигне договор, да заврши политичката криза, бидејќи од сите овие случувања најповеќе трпи економијата во Република Македонија, а тоа значи дека трпат граѓаните на Република Македонија.